Семејство Андоновски, татко Кирил, син Огнен, двајцата влюбеници во уметноста, секој на свој начин. Повозрасниот, легендарен македонски актер со 4-децениска кариера и стотици одиграни представи. Помладиот, одговорен за пропагирање на хип-хоп културата во Македонија под псевдонимот DJ Boogeyman, одговорен и за одличните журки во нашата земја, но и надвор од неа. Двајцата расположени за муабет и евоцирање спомени, а господинот Кирил расположени да се проба во занаетот на синот. На кафе во домот на семејството Андоновски, актерот Кирил и диџеот Boogeyman. Денеска сум во навистина пријатно друштво, господине Кирил, во ваше и во друштво на вашиот син Огнен. Јас Огнен се видов отприлика, може има еден месец, со вас се гледам прв пат, навистина ми е драго, како се чувствувате? Јас одлично, пензионерски. Како оди животот пензионерски? Па сам ако си го средиш, јас додуше не се чувствувам баш како сите пензионери, зашто додека беа слободни снимателите, снимав до пред година дена. Колку знаете да испиете кафе со Огнен, наутро да седнете, муабет да си направите? Па, он нема утро, он ноќе работи дење спие, јас многу рано станувам и рано го пијам кафето. А вака во текот на денот Огнен седнувате ли да испиете едно кафе ете вака да се видите? Па, се гледаме ние чисто вака, така да си пиеме кафе. Кафе не пијано последно време. Сега тебе да те прашам како е возможно од една ваква легенда актерска да завршиш во музика, не те влечеш актерство? Па, подсвесно вајде веројатно ми има влечено. Пошто јас имам растено у театарот. Доека он имаше проби, јас во театар центар, што е сега театар комедија, јас знам таа зграда на памет, се уште знам кај им се гримјурните, кај пијат кафе, кај се пресобликуваат, кај им се подземните тунели за да излезат на бината одоздоле. Така да ми има влечено и дај не, пошто сум ги видел и сите и негативни и позитивни страни. Како публика тогаш Огнен, која представа ти е омилена твојот татко, бидејќи кажа дека речиси цело твое детство си бил во театар? Па види, као публика, народен пратеник, јас знам на памет, можам да играм у народен пратеник, значи да не се шалиме, народен пратеник, иде репликата, ја повтарам пред да ја кажат. И таа беше, и уште мислам дека е, во програмите за лектира средно школа 3 или 4 година во гимназија. И баш кога дојде на ред, онака едва чекав, онака една лектира минус имам од старт. Народен пратеник, стварно ја знам на памет, ја знам Жорж Данден од Молиер, што беше исто. Таа ми беше исто омилена. И бидејќи голем дел од глумците во тие представи ни беа и лични пријатели, па ги знам и приватно, па и кои импровизираат ги познавам, кои ќе направат грешка ги познавам. Мене секој одење на истата представа ми е различно, бидејќи све деталите ги приметувам. Не може да бидат исти, така да таа и се разбира боло во последната беше фотофиниш, онака по книга. Мислам дека подобар крај за пензија не можеше да има од таа представа. Колку ви е драго вака кога ќе слушнете Огнен, колку убаво зборува за вас? Видете, јас знам дека нешто оти сум му татко. Меѓутоа, мене ми е драго кој ќе поминам низ пазарот, низ улицата, да ме сретнат и вика, јас се одушевувам од вас, како вие толку едноставно го кажувате тоа. А нашиот занаат е умешност. За да ми поверувате, јас морам тоа многу едноставно, конкретно, иначе нема да ми верувате, ќе биде лепенка. Сега Огнен одлучи да се занимава со музика. Дали некогаш татко те бил на твој настап? На денски настапи дали во мало што сме имале во аеродром порано или на некои на отворени, да. На настап вака навечер во клуб тие се релативно касно, така. Колку на вас ви се допаѓа музиката која што ја пушта Огнен? Видете, си тера мире, не? дали беше 3-4 години, имавме она студио Хитачи и дојдоа гости и он од тука тап, отвара, танк. Еј, викам, чекај ја пушти. Не е могуче. Врати назад, поново, он, отвара, танк, го пушти студиото и пушти. Сега така со телефоните прават деца, танк, пушта YouTube. Имав оној Betamax видео и кумот Душко, да го спомним, Душко Костовски, ќе му се јави, пушти ми ја лепа Брена, а тогаш би става војк,
Он оди, ја вади и му ја пушта. А сите се во исти омот. Која беше сигнатурата по која он ја разликуваше да ја пронајде, не го откривме тоа. Да, 3 напред, 4 назад. Денес како ти ја побараат лепа брина, што правиме? Одма знам кај да ја најдам. Од плочите што ги имаш по дома, дали имаш некоја што господинот Кирил ти ја подарил, ти ја оставил што се вели во наследство? За плочите, сега ќе ти кажам и за претходното прашање, значи љубовта кон плочите стално е забрането овош. Мене никогаш не е било забрането ја да ги фаќам тие плочи, ама плочите се последното нешто што го фаќаш, пошто тие се малце пипаа работа и се чуваат доста педантно, грамофонот седи до згоре, малце е комплицирана таа работа. И ја фатиш да чепкаш, дете обавезно ќе направи беље. Значи крши обавезно. Првиот мој допир со плоча беше нормално. Че си видел некаде и мораш сега да видиш тоа движењето тоа со раката и нормално ја скрши фигурата. После тоа си знам како си ја направи. И имам плочи што ми оставил и некој ама навиката да собира плочи таму каде што патува, бидејќи јас ја патувам доста, а некако подсвесно почнав ја тоа да го правам. Значи не колекционерски ми е една страст, а вака баш како луѓе купуваат магнети, јас си купувам плоча таму каде што ќе. Исто така што го правам пред повеќе од 45 години. Од каде вие имате донесено плочи? Од секаде. Може би некоја што ви е најдрага или некој патување што ве врзува со плоча? Не. Дали е тоа Русија, Бугарија, Румунија, Италија, Австрија, тука кај што се движиме со театар, кај што одевме. Од секаде зимав, дали е тоа фолк и нешто, рецимо, не само фолк од Грција, тие сиртаки, миртаки, него. Дали може би некогаш си го седнал господинот Кирил пред пулт, си му покажал, сте пуштил некоја плоча? Па Во модернава технологија зборуваме. не сум го седнал, ама заедно знаеме да чепкаме, да отвараме, да сервисираме пред да дојде она зортот, пошто значи тоа е мајстор се вика, онака кога е црвеното кога свети, да. Значи заедно сме чепкале, сме одржавале опрема заедно, таа конекција повеќе, инаку грамофонот како плочи грамофон, тоа е класика, не изумира. Не треба да му покажам за он да знае да стави една плоча и да ја пушти. Вие вака на миксета сега би се снашле ли? Да. Ова ново време. Еве ќе ви пуштам Дали може да ни покажете? Луи Армстронг, ќе ви го пуштам. Да уживаме тогаш. The value will carry me through is heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.